По тема на денот, како што најавив, разговарам со професорот Орце Симов, председател на ИКТ Комората. Добро вечер и добро дојдовте во Дневникот. Добро вечер и благодарам на поканата. За општата јавност многу непознати поими овие два дена. Што е тоа ransomware напад? Конкретно и прецизно. Го слушнавме од премиерот, но не разбираме конкретно за што станува збор. Да. Ransomware напад е напад во кој што информационите системи на жртвата или на субјектот на напад се криптираат и сите компјутерски системи и нивните фајлови се криптирани, и видеоизмената е формата на фајловите, тие не се во нивната првобитна состојба и не можат да се користат. Криптирани се со некоја поголема криптографски алгоритам, 256 битен или поголем, така што корисниците можат, нивниот компјутер може да биде заклучен, така што се појавува порака дека не можат да пристапат до нивниот компјутерски систем, или пак може да го вклучат, да ги гледаат имињата на сите фолдери и фајлови, но доколку пробаат нешто да отворат, тоа нема да може да се отвори, ќе се појави порака дека може да со напаѓачот да комуницираат на одредена имејл адреса и има и адреса која што во последно време најчесто е во криптовалути, на која што треба да се плати одреден откуп за да се испрати клуч со кој што ќе можат да се декриптираат податоците, односно да се вратат во нивната правобитна читлива состојба. Значи, Фондот за здравство вели од самиот почеток да нема паника дека податоците се таму. И ова што вие го појаснувате, практично да, податоците се таму, но клучот до нив не е таму, односно Фондот за здравство ги гледа податоците на осигурениците, на фирмите, на сите корисници, но не може да пристапи до нив. Тие се видоизменети и не може да ги користи, не може воопшто да влезе во системот. Вака пробувам да воопшто не може ни да се пристапи до податоците, не може да се гледаат, тие се криптирани, може да се гледаат само имињата на фолдерите и фајловите, меѓутоа ништо од тоа не може да се отвори. Кај ransomware нападите во најчеста форма податоците се таму на информационите системи во криптирана, значи видоизмената форма, но тие се недостапни, не може да се достапи до нив и за да се декриптираат потребни се клуч за декриптирање кој што може би ќе биде даден доколку се плати тој откуп што го плаќа напаѓачот. Може ли самите тие да создадат клуч за да таа енкрипција биде отстранета, односно да дојдат до фајловите? Може ли без да го земат клучот од напаѓачот да може да пристапат до системот, доколку еве се ангажираат врвни експерти од цел свет да им помогнат во тој процес? Најврвни експерти во светот да се ангажираат не можат да ги декриптираат податоците. Во моментот не се познати начини да се декриптираат податоци со денешните криптографски алгоритми кои што постојат. Од друга страна пак, доколку ги пробуваме со брут форс или со брутална сила сите можни клучови, тоа е невозможно, затоа што доколку се користи и некоја не толку силна енкрипција, да речеме 256 битна, бројот на можни комбинации е 2 на 256 или 1,15 по 10 на 77, значи бројот е толку голем, приближно е голем колку што бројот на атоми ги има во видливиот универзум. Значи за да го погодиме тој клуч за декриптирање на податоците, е исто како да сме погодиле некој атом што се наоѓа во некоја галаксија на некоја звезда. Тоа е практички невозможно и со информатички средства и со било кои експерти податоците не можат да се декриптираат. Можно е да се користат некои што платиле за откуп, јавно ги имаат објавено клучевите, да се пробува со некои такви клучеви и доколку се има среќа може да се декриптираат со некој таков клуч, меѓутоа гаранција нема и со информатички средства со сигурност не може да се тврди дека може да се декриптираат податоците. Ајде пред да зборуваме за откупот уште едно прашање. Дали тоа што се заклучени податоците значи дека не се протечени надвор од системот, односно дека не им се станати достапни на хакерите или на трети заинтересирани страни, затоа што овде зборуваме веројатно за една од најголемите датабази на луѓе во Македонија? Не е толку голем проблем во овој случај доколку и податоците се протечени надвор. Многу поголем проблем е доколку институцијата во иднина не може да располага со тие податоци. Доколку имаат бекап, тоа е подобрата варијанта, ќе може да направат рестор од тој бекап на податоците, меѓутоа ако се нема бекап, самиот факт дека податоците се криптирани и не се располага со нив е многу поголем проблем отколку тоа дали податоците се протечени негде надвор или не. Кај тие ransomware напади, обично и долго време жртвата или субјектот на напад е мониторирана. Таа е инфицирана со одредени софтвери, навлезено во интерната локална мрежа на субјектот на нападот, меѓутоа не се напаѓа веднаш, не се криптираат податоците, напаѓачите може долго време да го мониторираат информациониот систем, да откријат
каде се серверите, какви сервери има, какви бази на податоци користат, каде се прави бекапот и така натаму, тоа може да трае со месеци. И кога многу добро ќе го проучат информациониот систем, тогаш ги криптираат сите сервери, сите у најголем дел серверите податоци за кои што се здобиле со информации. А во тој временски период, значи, они цело време имаат достап до внатрешните структури на информациониот систем и можат доколку сакаат и да ги земат податоците. Има многу случаи кај што се закануваат и со објавување јавно на тие податоци, бараат дополнителни откупи да не ги објавуваат јавно и така натаму. Значи не може никој со сигурност во овој момент да тврди дека тие податоци во било која фаза од хакерскиот напад не се протечени надвор од целиот систем. Има голема веројатност дека напаѓачите долго време го мониторирале тој систем, бидејќи ги заклучиле сите сервери, а колку што се слуша неофицијално и бекапите, значи они долго време имале пристап таму и значи можеле да ги земаат сите фајлови преку интернет и да ги земат сите податоци доколку го сакале тоа. Дали е единствено решение, ако не може да се декриптираат податоците, дали е единствено решение да се плати тој клуч во криптовалути, како што се пише во овие денови, како услов за да се вратат податоците? Ransomware нападите во светот се многу чести, се напаѓаат и индивидуални компјутери на физички лица, се напаѓаат компании, приватни компании, државни институции и така натаму. Многу влади во светот посебно се напаѓаат институции, компании, организации во западниот свет каде што има поголемо богатство, поголеми финансиски средства и може да се излечат и поголем откуп за декриптирање на тие податоци. И нема сигурност дека податоците би се декриптирале доколку се плати откупот, а ние сме сега и многу странски влади не препорачуваат плаќање на откупот, за да не се дава понатамошна инспирација на тие групи што ги прават тие откупи понатаму да се занимаваат со таа работа, а и приватните компании и државни институции во овој случај се исправени пред еден предизвик дали да останат без податоци, затоа што доколку се работи за приватни компании, во над 22% од ransomware нападите кај приватните компании, тие што не успеале да ги декриптираат податоците престанале со своето постоење. Значи не може да се ние компјутерски средства, компјутери, сервери, сето тоа ќе купиме за одредени финансиски средства, меѓутоа податоците можат да бидат од непроценлива вредност. Така што организациите се исправени пред еден предизвик дали да останат без никакви податоци или да платат одредена сума на средства. Но веројатно би било повик до сите хакери, особено со нашиот ранлив систем, затоа што гледаме дека во изминатиот период ова не е единствениот пример. Имаше хакерски напад во Министерството за земјоделие, имаше напад на Е-дневник, системот во образованието, имаше речиси на секоја државна институција по еден хакерски напад. Ако ние почнеме да плаќаме откуп макар при само овој пример, тогаш веројатно тоа ќе биде како повик до сите хакери дека оваа држава плаќа и напаѓајте. Затоа треба информационите системи да бидат заштитени, да се имплементираат архитектури на информациона безбедност, да има процедури, стандардни и политики за информациона безбедност и во тој случај доколку се изврши напад, не треба да се плаќа откупот, туку ќе се инсталираат серверите одново и од бекапи ќе се реставрираат податоците. Многу битно е да се прави на регуларна основа, на одреден временски период бекап кој што офлайн ќе се чува. Не бекапот да се чува во некакви фајлови што се на истите сервери или пак на компјутери кои што цело време се поврзани на компјутерската мрежа. Бекапите треба да се чуваат на информациони средства кои што не се поврзани на компјутерската мрежа и да се чуваат во згради кои што не се во истата зграда кај што се наоѓа примарниот продуктивски систем, да се чуваат на друго место. И треба неколку последователно. Треба да бидат оддалечени физички. Треба да бидат оддалечени, затоа што на примарната локација може да дојде до елементарна непогода, до пожар, до поплава и до сето тоа. И зградата ќе се направи за неколку стотици илјади или милиони евра, меѓутоа податоците може да бидат многу повредни, така што тие офлайн бекапи треба да се чуваат на друга локација. Тука има повеќе аспекти, треба да речеме да се такви сериозни институции кај што има најголеми бази на податоци, како што и Фондот за здравство. Тие покрај тоа што е неопходно и најосновна работа е тоа да се прави бекап офлайн кој што се чува на друга локација, треба да имате така наречени disaster recovery центри кои што ќе бидат оддалечени неколку над 100 километри и повеќе на друго место доколку дојде до некаква елементарна непогода, тој информационен систем што е во тоа data recovery центар ја има истата инфраструктура како примарниот и он ја превзема
работата доколку се случи било каков инцидент во примарниот систем, така што корисниците на тој информационен систем не ни чувствуваат дека дошло до некакви проблеми. Добро, тоа е во случај да веќе, да речам, институцијата биде под хакерски напад. Има ли начин целосно да се одбие тоа, односно да се спречи еден ваков тип на напад на информацијските системи? Треба да се инвестира во информационна безбедност. Ние сега во моментот сме исправени пред предизвикот да правиме дигитална трансформација, да се оди кон дигитализација, да сите процеси и бизнис функции во приватни компании и во државни институции се дигитализираат. Тоа пак предизвикува информационите системи и на државните институции и на компаниите да бидат отворени кон интернет, граѓаните да можат да пристапуваат од надвор кон тие информациони системи, што има тоа голем број на позитивни ефекти, меѓутоа можностите за напад од било која точка на земјината точка се можни во овој случај. Значи информационите системи треба да се штитат на најразлични начини. Прво треба да има меѓу локалната мрежа на институцијата и интернет firewall. Тоа е последен уред меѓу локалната мрежа и институцијата кој што го мониторира целиот сообраќај и доколку има некакви малициозни софтвери, тој го спречува тоа. На сите компјутерски системи треба да има инсталирано антивирусни програми. Треба да има процедури и стандарди за заштита на информационите системи. Кај вработените постојано треба да се подига свеста за таа информациона безбедност. Да не отвараат имејлови со сомнителна содржина каде што напаѓачот може да испрати имејл во кој што има некаква извршна програма дека еве ти го праќам тој документ или таа фактура, отворете го, и на тој начин се инсталира програма преку која што потоа напаѓачите навлегуваат и го мониторираат и можат да извршат напади од поголеми размери во компјутерскиот систем на субјектот на нападот. Значи, кај нас во Македонија институциите имаме голем број на институции кои што заедно со локалните можеби се и над 1500 и тие имаат информациони системи, систем сали кои што се во многу субстандардна состојба, затоа што некои прво нема луѓе од секторот за информатика, многу сектори за информатика и во посериозни државни институции останаа со многу мал луѓе, тие напуштија во приватни компании кај што платите се многу поголеми и информационите системи се во една субстандардна состојба, не се одржуваат, не се надградуваат, софтверите остануваат со позастарени верзии и на оперативни системи, и на бази на податоци, и на апликацијски сервери и други типови на системски софтвери. Има ли решение за тоа? И скапо ли е да се направи некакво решение кое што од една страна ќе направи да бидат тие системи безбедни, од друга страна пак потребен е и кадар, како што велите самиот, секако дека е поатрактивно за некој од IT индустријата да работи во приватните компании, особено што може да работи и за странство, отколку да работи во јавна институција. Оптималното решение за Македонија е да се формира дигитална агенција и сите IT стручни лица кои што се вработени во државните институции да не бидат расцепкани по различни државни институции, да се вработат во таа дигитална агенција и сите информациони системи за сите државни институции, вклучувајќи и локалната самоуправа, да се соберат на едно место во државен дата центар, таму да се хостираат сите сервери, бази на податоци, апликацијски сервери и вработените на тој начин и во таа дигитална агенција да се дадат плати на стручните лица кои што ќе бидат компетитивни со платите што се даваат во приватниот сектор и на тој начин на едно место во една институција ќе добиеме концентрација на поголем број на луѓе што знаат и Linux и Windows, SQL бази на податоци, што знаат информациона безбедност, фаерволи, рутери и така натаму, ќе можат да се мониторира сообраќајот што оди кон тој дата центар 24 часа. Тие меѓу себе тука заедно ќе работат, ќе разменуваат информација. Ние сега имаме информациони системи во државни институции кои што се останати без човечки фактор. Има лица во некоја институција знае Linux, не знае Windows, многу малку знае за безбедност, во друга знае за безбедност, не ги знае другите работи, а така овде ќе добиеме концентрација на луѓе кои што ќе имаме стручни луѓе и за сите популарни оперативни системи, за сите популарни бази на податоци, апликацијски сервери. Дополнително на тоа, тој државен дата центар треба да се направат најмалку 2
disaster recovery центри на тој државен дата центар надвор од Скопје во некои други градови оддалечени од Скопје, поврзани со оптички линкови, со истата инфраструктура како што ја има тука, доколку нешто се случи, било какви инциденти во овој примарен дата центар, тие да можат да ја превземат улогата и функцијата. Ајде Да. само за крај, иако ги немаме официјално сите информации за тоа што точно се случува во конкретниот случај со Фондот за здравство, може ли да ни дадете некаква проценка за колку време ова може да се среди, затоа што има луѓе кои што чекаат плата, луѓе кои што чекаат боледувања и има огромен број на пациенти кои што се во незавидна ситуација во поглед на остварување на своите потреби во здравство. Проблемот со нападот и нефункционирањето на информациониот систем во Фондот за здравство е прилично голем, затоа што тоа е една од најголемите бази на податоци во Македонија. Таму се наоѓаат податоците за сите лица што живеат во Македонија, каде се вработени, каков е нивниот основ на осигурување, кои лица се преку нив осигурани, дали компаниите во кои што работат плаќале, не плаќале придонеси, понатаму таму се податоците за примарното здравство, кои матични лекари, стоматолози, кои пациенти ги имаат, на тој начин спрема нив се врши исплатата на услугите, така што нефункционирањето на тој систем е прилично комплицирано и може да доведе до големи проблеми. Проблемот ќе биде многу полесен доколку има бекап на податоци, тогаш треба да се земе тој бекап на податоци и да се реставрира, од поново да се инсталираат сите сервери. Тоа би траело многу, ако има бекап? Доколку има бекап на податоци, тоа би траело максимум неколку дена. И да се поголеми бекапите не би траело повеќе од неколку дена. Со оглед на тоа што нападот е од 5 февруари? Не би сакал да нема бекап на податоците во Фондот за здравствено осигурување и се надевам дека има офлайн бекап на базата на податоци, па макар да било и една недела или 10 дена стар, треба да се врати тој бекап да се реставрираат базите од тој бекап и се што е работено после тој последен бекап дополнително да се внесе. Професоре, ви благодарам за вашето гостување и анализата во денес.